إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Kajanje koga nema da koristi kajanjeto, den koga ľuѓето ќе се кајат и ќе жалат за она што го препуштиле и испуштиле од овој дуњал. Бидејќи луѓето не се свесни додека се на овој свет, не се свесни што препушта и што ги очекува потоа. Како што бебето во стомак не е свесно што го очекува кога ќе дојде на дуња. Така и ние на овој дуњалук не сме свесни што не очекува после смрт. Па Аллах џеле џелалуху први му наредува на пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллем и му вели: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, и ти опомени ги и упозори ги, и ти предупреди ги за денот кога тие ќе се кајат. Ал-Хасра на арапски значи ден кога тие ќе бидат разочарани, ќе бидат во голем очај и во големо препастување. Зошто? إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, кога ќе се пресуди, а тие на дуњалук биле равнодушни, тие на дуњалук биле пасивни, тие на дуњалук не биле свесни што значи јаумул қијама, што значи судниот ден, што значи поминување на сират, што значи стоење пред Аллах џеле џелалуху, што значи мизан, мерење на нашите дела. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, и тие не биле спремни и не верувале дека ова кога ќе видат дека тоа е тоа. Затоа Ибн Аббас радијаллаху анху вели: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, и опомени ги за денот кога ќе се кајат, вика тоа е јаумул қијама, тоа е судниот ден, тоа е ден кога сите ќе се кајат. Ми знаеме трговецот кога ќе дојде сезона, колку и да направи јак профит и заработка, и кога ќе седне на маса, пак ќе рече малку. Ќе рече: можем да заработам уште повеќе, можем да профитирам уште повеќе. И ученикот во школа истото ќе го рече: можем да научам уште повеќе лекции. И бизнисменот, и секој човек на овој свет, откако ќе му помине моментот, приликата, можноста, шансата, тогаш сваќа дека може уште повеќе. Затоа тој е ден, страшен ден. Бидејќи Аллах џеле џелалуху во Кур'ан спомнува: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Тогаш човекот ќе рече: ја хасрата, проклет да бидам, ма фаррату фи џанбилlah, колку самотожности ги препуштив, ва ин кунту лемине сахирин, дури се подиграв, дури се подиграв. Ау текуле леу ена Аллаха хадани кунту минел муттақин, и ќе рече човек: ако Аллах ме упатеше, ќе бе поможен. Меđutim, Allah џеле џелалуху вели: Бела кад џаъаке ајати, секако, меđutim, тебе ти дојдоа знаменија, тебе ти дојдоа опоменувања, тебе ти дојдоа предупредувања. Факадзабте, меđutim, ти не ги свати озбилно, ти ги одара во лага. Што тие предупредувања и тие опоменувања? Еден шејх наведува пример што значи искористување на овој дуњалук и како личи тоа со нас. Како личи тоа искористување? Вика, тоа искористување личи или сличи како човек кој застанал пред тунел. Човек
zastanao pred tunelom i veli čovjeku: u ovoj tunel ima nešto. Ako zemaš, će se kaži. I ako ne zemaš, će se kaži. U tunelu ima nešto. Ako od nego zemaš, će se kaži. A i ako ne zemaš, će se kaži. I dođa dvajica pred toj tunel i pominuva iz toj tunel. I otkako će izlazati do toj tunel, jedni od ne zema ništa, drugi od zema jedna blanka, jedna šaka. Koja će pogledne zlato. Ono što ne znam se kaje, što ne znam uopšto ništa. A ono što se ima samo jedna šaka, to se kaje zašto ne znam dve šake. Zašto ne znam koliko što može da se osjetna sila da ponese, vidiš to što znam malo kumuje. I to se kaje i ovo se kaje. Po svakoj slučaj, nije će se kaje, videći Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče u hadis: Ma min ahadin yamut illa wa nadim. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Svako jedan od vas koga će umre, će se kaje. Ako bil dobar čovjek, će se kaje, el ne zna. Zašto ne napravio ušte poveće dobri djela? Wa in kane musijen, a ako bil grešnik, će se kaje, zašto ne se pokaje. E svega, naše da vidime zašto će se kaje čovjek na sudnji dan.